Ке се задржам на неколку поенти од говорот на почитуваната колешка Сонја. Рече, најстрашно е да носиш тешки одлуки. Јас ќе ја коригирам и ќе кажам, најстрашно е да носиш противуставни одлуки и одлуки кои што се против волјата на граѓаните на Република Македонија. Почитувани граѓани, договорот од Преспа е мртов. На сила е референдумот, односно резултатите од референдумот кој што се одржал и е објавен во Службен весник на 20 септември 1991 година. Не може ние да си ги толкуваме резултатите како на нас што ни одговара. Има закон и устав во оваа земја кој што ние мора да го почитуваме. Јас и навистина се изненадив што мислам дека колешката е правник и мислев дека ќе оди во насока на разработка и почитување на уставните и законските норми. Заради јавност, јас ќе ги кажам и прочитам резултатите кои што граѓаните на Република Македонија на 8 септември 1991 година се изјасниле за името Република Македонија. 1.132.981 граѓани, што значи 75,75 од вкупниот број на граѓани со право на глас. И тука приказката завршува. На сила се резултатите од овој референдум. Оној референдум што помина на 30 септември го организиравте, дадовте се од себе, никој не ви пречеше, излегоа 600.000 граѓани. Останатите не излегоа. Не можеме да дозволиме такво толкување на уставот и на законите. И уште една работа која што ми засмета кај во говорот на колешката, го спомна избирачкиот список. Сега ние ќе екстензивно, не знам како ќе го толкуваме. Избирачкиот список вие го чистевте. Ние ве чекавме, два пати одложувавте избори, знаат новинарите, знаеме, сите знаеме зошто ги одложувавте изборите. Изборите ги одложувавте затоа што имаше 500.000 фантоми. Оставивме на Социјалдемократскиот сојуз да го изчисти списокот. Го изчистивте? Зошто сега повторно тој избирачки список за вас е проблематичен? Зошто не е јасно? Значи, да сумирам дека резултатите од референдумот од 8 септември 1991 година е на сила и никој, па ни ние, немаме мандат. Така да како другар, почитувана колешке, те повикувам да не гласаш за уставни промени, затоа што никој овде нема право да оди против волјата на граѓаните на Република Македонија. Благодарам.